Првите примероци на Volvo XC40 Recharge Pure Electric P8 ќе се испорачаат следниот месец во Европа. Почетокот на сериското производство помина низ серија подготовки во фабриката во Гент. Белгијанците од тој град имаат богато искуство во производство на возила, бидејќи до пред некоја година таму се произведуваа Ford Mondeo и Galaxy. Како целосно електрична верзија на најпродаваното спортско корисно возило на марката, XC40 е првото Volvo што ја доби наградата Европски автомобил на годината. Електричниот XC40 Recharge P8 се базира на компактната модуларна архитектура, напредна платформа за возила која развиена во рамките на Geely Group, која впрочем е собственик на шведскиот бренд. XC40 Recharge P8 има погон на сите 4 тркала и нуди предвиден опсек од повеќе од 400 км со едно полнење според WLTP. Располага со 408 коњи, а батеријата може да се наполни до 80% од својот капацитет за приближно 40 минути на системот за брзо полнење. Volvo важеше за најбезбедно возило долго време, а тој епитет сака да го врати. Инженерите работеа на високи безбедносни стандарди и целосно ја редизајнираа и засилија фронталната структура, бидејќи под каубата нема мотор, така што патниците ќе бидат безбедни како во секое Volvo со класична архитектура. Пакетот батерија е заштитен со безбедносен кафез, вграден во средината на каросеријата на автомобилот. Неговата поставеност во подот на автомобилот го намалува и тежиштето на автомобилот за подобра заштита од превртување. Во внатрешноста, иновативниот пристап кон целокупната функционалност им дава на возачите многу простор за складирање, на пример во вратите, под седиштата и во багажниот простор. Бидејќи нема мотор со внатрешно согорување, автомобилот им дава на возачите можност за складирање во просторот под капакот на моторот. Цените не би требало да ја надминат границата повисока за 30% во однос на XC40 со термален мотор.